Добре дојдовте назад во студиото на ТВ Алфа во утринската Добро утро секоја утро. Ние претседателката Снежана Стојановска од мултикултурно и мултиетничко здружение на жени, Вешта жена. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Поздрав до студиото, посебно ми се бендисува вака. Ви се бендисува? Да, секако. Нам ни е навистина задоволство да ве пречекаме како наши гости. Зборуваме денеска за една трогателна социјална сторија што ни доаѓа од Кучанско село, за човек што 13 години живее во беда и сиромаштија, 13 години е без струја и без вода. Ете, сите ние сакаме да помогнеме, хуманата страна во секого од нас нели се буди кога станува збор за вакви случаеви. Секако перуваме прст за сите институции, секако да си поведат повеќе сметка за тоа што тука сме сите да помогнеме, но вистински општеството треба да се погрижи за сите да имаме нормални човечки услови. Сакам да поврзам дека и вие постојано, нели, имате хуманитарни акции и токму таква ќе се случи сега и во петок. Да најавиме се што планирате за овој месец. Значи ние есенскиот дел го завршивме со етно Вешта жена и Вешто дете, со тоа што дечињата кои учествуваа во тој настан донираја средства за децата со посебни потреби и за Нова година се организираја тие новогодишни средби со дечињата. Сега дел од средствата се за сите деца, 150 од сите градови кај што се одржа етно Вешта жена. Во Дојран на 22 март, денот на пролета, ќе се соберат сите заедно и ќе го одбележат денот на пролета со средби затоа што тие веќе се допишуваат меѓусебно, иако не се познаваат, и на таа средба ќе биде тој настан, но во петок, на 14 поканети сме од општина Демир Капија, ќе бидеме дел од нивниот настан во чест на денот Свети Трифун на плоштадот. Сите вешти жени од Република Македонија со сопствени средства приготвуваат храна која ќе биде изложена и ќе се продава на плоштадот. Средствата ќе бидат наменети за едно 9-члено семејство од Демир Капија и уште едно друго семејство за што одлучуваат тие. Се надеваме дека хуманоста не треба да престане, но повикот до институциите кои што се задолжени за се комплетно, па и за овие прилики, да кажеме, како што напоменавте и за луѓето од Кочани, ние со нашите настани успеваме на еден начин да ги доближиме. Во сабота почнуваме од Гостивар, со Вешта жена 2020 ни почнува, значи, од Гостивар, од 18 часот во ресторанот Сајгија, во недела е во Кичево од 17 часот во Атва и понатака на 20 е во Велес, на 23 е преку ден во Неготино, навечер во Струмица, на 28 е во Кочани, еве сега прилика, ние ќе се поврземе со луѓето таму, ние ја имаме и доставата нивна, ми се чини бар во делот на нашиот мейл, и во Кочани ќе биде исто на 28 и на 29 ќе биде во Александар Палас во Скопје. Еве ги поканувам сите кои што го слушнаја календарот за февруар месец да повелат. Организаторките се Вештите жени, организаторките се сите оние. Да, сите се тие жени, значи во сите градови имаме претседателки на ограноците, а на 8 март во неделата, Вешта жена во Тетово ќе го одржи и својот избор, и настанот, и одбележување на денот на жената. За сите овие настани направивме еден комплетен програм со нормално. Жените сакат и да се забавуваат. Значи сакаат да видат и е нормално тие 5 часа да излезат од сите проблеми што ги имаат, како и нормално секој што има. Задолжење Јоце Панов и групата Хармони од Виница, кои што на сите овие настани ќе забавуваат, ќе се дружат, а Јоце Панов сите знаеме секако. Всушност и општинските надпревари почнуваат по градовите. Тоа се сите општински надпревари, се избира само една која го представува градот на републичкото финале. Тоа ќе се одржи 8 и 9 мај во Тетово, традиционално. Затоа ја секогаш велам, ако е Скопје главен град на Македонија,
Тетово е главен град на вешта жена. Да, навистина. Кај нас поделената љубов меѓусебна. Да, и канцеларија отворивте минатата година во месец во октомври. Така, канцеларијата е во функција, сите информации од тука идат, се она што треба во сите градови, како што и мислиме дека секоја наша вешта жена има по една куќа, значи сегде можете да се допрете. Ни недостасува љубовта меѓу луѓето, а токму е тоа што ние ја шириме. Ни недостасува семејната трпеза наполно. Ние се бориме за таа семејна трпеза. Не е важно што ќе биде, важно да се собере семејството. И кај нас активностите се од најмали па до највозрасни. Да, денеска ја презентиравме таа социјална трогателна приказна на Трајанчо Јорданов, кој за жал живее во нечовечки услови, но има многу од цела Македонија и од многу градови што доаѓаат постојано како стори. Денеска таа решивме да ја прикажеме. И навистина, да, сакаме да помогнеме како граѓани, пред се. Така. Нели? И вие како организација Вешта жена и можеби тие дружења, можеби под заборавање на убавите дружби во минатото кога пријателството беше вистина на цена. Сега со оваа модерна технологија можеби заборавивме и да се дружиме, да се смееме искрено и да живееме, и да споделуваме проблеми. По наше видување. Не телефони, не... Луѓето повеќе се занимаваат со тугите проблеми и сакат да ги решат тугите и се замараат со нешто што воопшто ствара поголема нервоза. Значи, ако сме довериле на некој да биде политичар, нека ја тера таа работа. Не значи дека ние, кога ќе се соживуваме со тие проблеми, ќе ги решиме. Но, решавајќи си ги нашите проблеми и решавајќи го проблемот во позитивна смисла, значи не гледа тој што прави, направи ти како што треба да се направи. Да, појде од себе, да. Прво секојаш треба од себе да се појде. Да. А сакам да ве прашам, што една жена треба да поседува за да биде вешта жена? Значи, кај нас една жена, за да учествува во делот, значи, тоа е само причина масата. Значи, ние најдовме причина дека храната е основно нешто со кое што секој мора да се врзе. Треба да ги сплотите сите. Значи, а целта само да ги соберете всушност. Само да ги собереме сите заедно. Кај нас треба да има желба да учествува, а се другото само по себе доаѓа. Ги обучуваат, ги учат за тие што не знаат, затоа што кај нас вешта жена е патентирана на ниво на Македонија, има 7 дисциплини кои што во секоја дисциплина, во секој дел ќе се најде, сегде жената ќе се најде во таа свечена маса, но останува резултатот да сите после ги собереме заедно оваа година, сите учеснички на Вешта жена во јуни месец патуваат за Хвар. И таму тие ќе се сретнат и ќе се запознаат. Вие немате представа која ќе биде таа средба. Еве сега во петок, во Демиркапија. Да. Желбата нивна е што повеќе да се сретнат и да го донираат сето тоа секако, но и сакаат каде ќе да тие пари. Кај нас има злоупотреба и од тие што дават и од тие што примат. Имам искуства. Сепак тука сме ние да ги отвориме тие случаи, да помогнеме, па сега тоа оставаме на свеста и совеста на луѓето. И благодарам за краткото но сладко гостување. Секако ние ќе имаме прилика кој ќе ги дадеме точно информациите и кои ќе бидат со видео или со фотографии што се случувало. Секако. Благодарност до претседателката на Вешта жена од Снежана Стојановска, од мултикултурно и мултиетничко секако здружение. Ви благодарам уште еднаш, ги кажуваме вашите настани постојано. Уште еднаш покана до сите вас на 14 февруари Вештите жени прават голем хуманитарен настан во Демиркапија.